секој ден вака кога слушам некои дискусии во собранието, сум чудоневиден и изненаден од некои работи. Малте не да кажам, некогаш се прашувам дали се исти луѓе во кои што седат спроти мене, до мене, кои што ги слушам што зборуваат, дали се наоѓаме во емисија каде што се дел од гостувањата аналитичари, експерти, или се луѓе кои што во минатото вршеле многу сериозни државни функции, кои што ова денеска што го зборуваат или го критикуваат или укажуваат како требало да се направи, имале директна можност тоа да го менуваат, особено кога тие закони доаѓале на влада, а истите тие што сега кажуваат што не е направено и што требало да се направи, замислете, гласале за тие закони. Сега, јас тука се прашувам за која вистина ние зборуваме. Во ред ние да имаме различни забелешки, но треба да ги погледнаме фактите. Има нешто што се вика кредибилитет, има нешто што се вика образ и достоинство. Ако ние тоа го немаме и ако сметаме дека така треба да ја практицираме политиката, резултатите се овие кои што ќе ги имаме сега. Два пати на соочување со граѓаните ќе ги имаме пак. Проблемот јас кажав и од говорницата од пленарната сала. Ај што сум штокиран вака што се однесуваат во опозиција. Проблемот е што вака се однесувале кога биле на власт. Мислам, дајте малку повеќе да се почитуваме, бе луѓе. Народ не гледа, што е ова што го правиме ние во собрание. Дојди, земи избор, излажи од прва до последна, прави се како да си експерт и после тоа се нека помен. Немало ништо различно во законот. Како нема ништо различно во законот? Како нема ништо различно во законот? Па се сеќавате ние зашто го блокиравме законот? Се сеќавате зашто Пендаровски одби да го потпише и кој беше кај него пред тоа? Или сега ајде тоа не е важно. Експерти ќе глумиме тука, ние не знаеме ништо, денеска почнува се. Па еве јас ќе ве потсетам. А во претходниот закон кој што владата на СДСМ и ДУИ и некои сателити околу нив кои што деси приклучува, влегува и излегува, па имаше фоторобот кој треба да добие лиценција за приредување на игри на среќа. Се сеќава некој дека во собрание имаше автентично толкување, кое што уште не беше поминато во службен весник, беше објавен оглас за тоа кој треба да добие лиценца за приредување на игри на среќа? Или не се сеќавате? Или тоа не треба да го зборим? Се сеќавате кој беше во управни и надзорни одбори на тие предпријатија и каде се сеа тие луѓе? Се сеќавате кој беа во управни и во надзорни одбори на новите компании кои што требаше да ги добијат лиценците на недонесен закон? Па тоа е едната разлика што сега во овој закон ја нема. Како тоа исти? Па не се исти. Па тој закон беше изгласан на влада, дојден во собранието, ја лично заедно со многумина тука го имаме блокирано, за кој што некој кој што сега тука не дели лекции гласал на влада за како е сега тоа возможно. Понатаму не беше 500 метри, 200 метри беше, па 300, па амандмани имаше тука и тие закони беа стигнати со европско знаменце во парламентот. По стариот деловник не можевте вие да блокирате, имаше 3 работни дена, во 3 работни дена вкупно 60 минути заседаваше комисијата за европски прашања. Сегашниот генерален секретар на ДУИ беше претседател. Се сеќавате на тоа? Па јас се сеќавам. Доаѓаше 1 минута, 2 минути ќе ја прекине само за да се исполни деловничкиот рок за денот да помине и потоа никому ништо. 3 дена помина, во собранието ни си го изгласа законот и Пендаровски под притисок на јавноста одби да го потпише. И сега тука немало ништо. Како немало ништо тука? Се со кој кредибилитет или достоинство ние настапуваме? Па има во јавноста трак кој бил за, кој бил против и зошто било тоа направено. Па ете погледнете го законот. Фоторобот во закон ставено кој може да добие лиценца и кои се тие друштва на игри на среќа. Па еве од кога е оваа влада, дали некој знаеве министерот може да одговори доколку има таа информација. Над 80-90 лиценци беа одземени на приредувачи на игри на среќа. Па следете и ги изјавите на министерот за дигитална трансформација. Па тоа не е напредок. Па каде биле тие лиценци? Кој ги имал тие лиценци? Сакате сега да зборуваме детално и зимиња? Понатаму, сакате да ви кажам како ви беше во законот планиран кругот? Лотарија, директор ДУИ. Шеф на кабинет на Артан Груби. Кој треба да даде дополнителна лиценца? Министерство за финансии. Кој беше министер? ДУИ. Кој ги поминуваше на влада? Артан Груби. Повереник на законот со европско знаменце беше. Кој е ДУИ? И сега во собрание, председател на собрание, ДУИ. И на европскиот. Еве, не планирав за тоа да зборам. Сега кој на кого бил партнер? Знаете зашо се сеќавам, почитуван колега пратеник? Тоа што вие го зборувате.
Тоа што вие го зборувате од насока каков требало да биде законот, ја не се сеќам дека сте отишли кај Христијан Мицкоски да го ставите на маса да речете ова е наш ултиматум за членување на влада. Имавте министри во владата. Зашто не го направивте еднаш тоа? А сега, ајде ете така да зборуваме на тој начин. Што е различно во овој закон? Треба да зборуваме. Првата разлика, што овој закон е поднесен по редовна постапка. Денеска сме на првото читање. Значи, од овој момент натака почнува процедурата. Ке има амандмани. Денеска ние имаме состанок со одредени категории на граѓани, на луѓе, на групи кои што сметаат дека некои измени треба да се воведат во овој закон. Ворете, легитимно е, најверојатно и вас ќе ви сконтактират. Видете се, ќе поднесеме амандмани. Ама редовна е постапката. Не е со европско знаменце. Не е со кратење. Не е со трикови во собранието. Знае господинот Снопче добро за што зборува. Не сакам никого да критикувам. Не, ве употреби, еве, знае, не знам, ете, Ели Панова знае, Дафина, како пратеник од втор мандат. Извинете што ве спомнав, ете. Ете, Игор Здравковски знае, Зоран Јованчев, Тони Јаревски, ете, јас. Знаеме како беше претходно. Сега е дали е во редовна постапка или со европско знаменце? Во редовна постапка е, така? Дали на овој закон дворед, дозволете. Сакате јавна расправа, поднесете за јавна расправа. Ки имаме јавна расправа? Господине Снопче, многу внимателно аргументирам, да не ја шириме сега армоника. Еве ви кажам, да го блокирав и пак да дојде, пак ќе го блокирам. И имам и причини зошто е тоа така. Не влегувам со вас во Господине Снопче, не беше дебата. Ки имаме дебата кога сакате. Прво, редовна постапка. Господине Снопче, не е исто. Сега ќе ви објаснам зошто. Погледнете ме убаво. Погледнете ме мене. Не дебатирате со другите колеги. Јас зборам. Прво, по редовна постапка, не поскратена, нема европско знаменце. Значи, ќе има амандмани, тоа е прво. Втора работа, сакате јавна расправа, подпишете сега, ќе имате јавна расправа за законот. Еве ви кажувам пред сите, јас ќе гласам заедно со вас. Тоа е разликата. Понатаму, во законот кој што претходно стигнуваше во собранието, имаше трикови. Вие многу добро знаете за кои трикови зборувам. Мислам дека подобро од мене. Ако сакате за тоа ќе зборуваме на јавната расправа. 200, 300, па потоа се постигна да биде на 500. Еве го сега на 500 метри. Никој до сега во оваа држава 35 години тоа не го направи. А ако сакате направите кейс стади во Албанија и во Косово, зошто е какви одлуки се донесени и што тоа значи на економијата. Јас сум многу отворен и многу реален, многу искрено дискутирам за 500 метри. Тоа е една работа. Трета работа. Нема да биде Лас Вегас. Затоа што сега е Лас Вегас. Затоа што некој му дозволил на некого. Затоа што некој на некого тоа му го дозволил. Сега нема да му го дозволил. 100 на 30. Математичар се знаете подобро од мене како ќе биде. Тоа е друга работа. Понатаму, за лиценцирањето многу добро проверете го законот. Има многу големи разлики тука. Нема да може секој во оваа држава сега да прередува игри на среќа. Нема да можат различни луѓе да добиваат различни лиценци за да прередуваат игри на среќа. Нема да можат. Се става крај на тоа. Тоа е една клучна и многу важна разлика. Понатаму, кажете ми која власт во оваа држава до сега толку храбро настапила во однос на рекламирањето на медиумите. Сега нема да може да се рекламираат на медиуми. Нема да има реклами. Тоа знаете што значи, да ви преведам на еден колегијален начин. Ако вие го присметате приходот кој што медиумите сега го имале по приход на финансирање на овие средства, овој пат една политичка опција тоа го менува во законот. Што тоа и да значи понатаму. Ама ако сакаме еднаш да го заштитиме, вака се става крај на тоа. Понатаму се доведуваат дополнителни услови во регулацијата да не може едно друштво со една лиценца неограничено без дозвола или дозвола која што ќе му издава орган кој што е контролиран од ДУИ. Не може. Затоа што сме дошле, сме кажале дека ќе го контролираме овој пазар и ќе го направиме. Можеме да имаме идеолошки различни гледишта на овој начин. Ворете, прифаќам. Поригорозно, понеригорозно. Тука имаме различни гледања на нештата. Но дека е ист, не е ист. Не е ист. Има суштински разлики. И еве сега ви најавувам, ќе го повторам премиерот тоа што го кажа. После ова доаѓаат на ред финансиските друштва. Продавниците за пари. Таа е таа симбиоза која што треба да биде срушена. Така се помага на граѓаните. И не може да се каже дека сме исти и дека е ист законот. Не е ист. И тоа не го прифаќам. Има суштински разлики. Сакате, ќе дебатираме, ќе разговараме, спремни се луѓето од Министерството за финансии со сопствените аргументи. Ние сме спремни во една транспарентна постапка, нема криење, постојат протести на улиците, луѓето си даваат своји забелешки,
И тие забелешки ќе седнеме ќе ги дискутираме со нив, но нашиот став во однос на ова законско решение не е ист, никогаш нема да биде ист, идеолошки сме различни и суштината на овој закон е да ги заштити македонските граѓани и да го регулира овој пазар на организирање на игрите на среќата. Благодарам.